Благодарам, почитувам председателе. Почитувам председателе, ако може само еднаш, два-три пати на звончето, и колегите од опозицијата не знаат да слушаат. Благодарам, почитувам председателе, почитувам мандатар, почитувани кандидати за министри, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Овие 2 дена сме сведоци на една екстремистичка реторика, која што навистина разочарува затоа што ни кажува каков ќе биде односот на опозицијата кон овој парламентарен дом. Не довикувајте, колеги. Не довикувајте. Недолично е. Вреди да се изслушуваме. Бев дури нападнат од една колешка дека сме вршеле во Струмица изборен подкуп. Јас се надевам дека почитуваната колешка ќе искористи приликата и деловничката можност за реплика, за и овде пред јавноста да одговориме на вака сериозни прашања. Нити екстремистичката реторика, ниту лагите, ниту навредите, ниту заканите кон парламентот не можат да ја скријат вистината. Вистината е дека на 15 јули граѓаните го одредија патот по кој што треба да се движи нашата држава, Република Северна Македонија. Да, Република Северна Македонија. Вистината е, почитувана јавност, дека секогаш од осамостојувањето па до денес, кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имал честа да ја предводи државата, ги носел тешките, крупните, но државнички одлуки во интерес и на граѓаните, но во интерес и на државата. Токму тоа се случуваше и овие 3 години во оваа влада, предводена од премиерот, а сега и мандатор, господинот Зоран Заев. Со многу храброст, со многу решителност го отворивме прашањето од кој што сите претходни влади се плашеа да го отворат со една единствена цел, да не изгубат политички поени. Го отворивме, го затворивме. Ја тргнавме и последната пречка од нашиот евроинтеграцијски пат. Ја внесовме за 3 години. Замислете, заробена држава. За 3 години Република Северна Македонија е горда 30-та земја членка на НАТО алијансата и почнуваме преговори со Европската унија. Нешто со кое што колегите од Демократската партија за македонско национално единство не можат да се помират. Нешто што ги дразне, им ја јаде душата. Но само на тоа може да останат. Има уште една, трета вистина. А тоа е дека на овие избори практично се случија 2 концепти. Едниот концепт на коалицијата Можеме, кој што победи, концептот кој што нуди прогрес, просперитет, иднина за државата и за граѓаните, кој што се реализира, но и вториот концепт, обнова, кој што за волја на вистината, почитувани колеги, почитувана јавност, и тој се реализира. Ама се реализира внатре во ВМРО. И тоа е добро за државата, и нека потрае, и нека истрае до крај. Јас на вистина не можам
да разберам како најголемата опозицијска партија се занимава со секундарни прашања. 2 дена, ништо суштинско. Мислам дека го знаете одговорот. Луѓе кои што се занимаваат со секундарни прашања, кои што не допираат до интересите на граѓаните, вообичаено се луѓе кои што имаат достаток на аргументи. Она за што треба да разговараме е минималната плата. Тоа стои во програмата. Нешто за кое што вие, вашите колеги од претходниот состав, се противеа. Ваши членови на извршен повикуваа на протести. Нешто со кое што треба да се занимаваме се ЕУ интеграциите. Нешто со кое што треба да се занимаваме, да го дискутираме, да го дебатираме, е јакнење на реформите во образованието. Нешто со кое што треба да се занимаваме е продолжување и обезбедување на континуитет на добрите економски политики. Нешто за кое што треба да дебатираме е справување со здравствената криза, како од здравствен аспект, но не помалку важно, и од економски аспект. Слушнав и една колешка која рече дека мала е програмата. Почитувам мандатаре, почитувани министри. Само на еден лист напишете им дека се до сега е направено, само ќе го зајакнеме, затоа што убеден сум дека тоа што го правиме е добро, убеден сум дека тоа го ценат граѓаните, што впрочем покажаа изборните резултати, да денеска имаме честа да гласаме, да имаме влада, да бидеме учесници во извршната власт, да имаме премиер, господинот Зоран Заев, кој што убеден сум дека ќе ја предводи државата, како и овие 3 години, и во наредните 4 на вистинскиот пат. За крај, во интерес на времето, ниту националистичката реторика, ниту навредите, ниту клеветите, ниту заканите не можат да го променат нашето мислење и тврдење дека, гледајќи ве од овде, убеден сум дека помеѓу вас има луѓе кои што сакаат реформи. Има луѓе кои што 4 години кои што ни предстојат, верувам дека ќе се охрабрете и ќе поддржите она што значи вистинска реформа и она што значи вистинска грижа за граѓаните и за државата. Наместо национализам, време е од овде да повикаме на национален консензус, да ги сплотиме силите, да водиме суштинска дебата. Навредите, клеветите, лагите кои што ги употребувате, не им значат ништо на граѓаните. За таа цел, очекувам дека од овој момент ќе го искористите правото на реплика, да дебатираме за суштински работи, без да дофрламе од место, без да тропаме. Британска ви беше и кампањата, британски ви е и односот во парламентот. Како што заврши кампањата, ќе видиме како ќе завршите овде во парламентот. Ви благодарам.